Здраво другари, здраво другарки. После малце подолго време ќе направиме едно видео. Баш у момент кога се дешаваат еден тон работи. Пред 2 сата едни информации, сега други информации. Ама тоа е, следиме бајаги и јас моментално работам на еден тон работи, особено за крипто академијата. Значи имам спремно еден тон, кој што викам, работи. Така да луѓе, ова денеска баш сакав, баш пред 2 минути ја прочитав информацијата, викам таман ќе снимаме едно видео. Баш ова, не знам дали го видовте, он се закануваше нуклеарка, Трамчо нуклеарка ги пуштал, 10 милиони ќе ги немало, тоа цела нација ќе снемало, не знам што она. Не е тоа баш така заебанце да се фрли нуклеарка. Тука имаше, не знам, ево Here the latest, ова баш ќе го читаме после, ама дека он сакаше нуклеарка да фрли, па не знам што, па се закануваше, па нација ќе снемуло, па не знам што. И на крај вика US agrees to 2 week ceasefire with Iran. Значи, што значи ова? Сега, значи, 2 недели, ние они ќе одлагаат, ќе се договараат, не знам што ќе прават, милион глупости. Гледайте, the US has agreed to 2 week ceasefire with Iran proposed by Pakistan. President Trump said Tuesday night. Значи, денеска што го очекува, он ќе зборал, ќе правил, цела нација ќе снемало, ќе вакво, ќе такво, очигледно договорена работа. Што да кажам, negotiations between the US and Iran picked up at momentum over the past 24 hours. Последни 24 часа они договарале. Ова договорена работа. Мислам, заебано ги беше овој будали вако бапнеше таму нуклеарка. Дека они мора да договорат работата, иначе нуклеарка не е. Ба се баци у 2026 година да фукнат после. Мислам дека и Америка ќе ојаеше, а многу ќе ојаеше највише Израел. Што мене ми се свиѓа, ама тоа е која технологијата цела е на Америка, не може да се радуваме на вакви информации. Гледате, agrees to 2 week ceasefire, јас уште преска го видов вакво дека пумпаше, ама не може да направи видео, уште преска се види дека се пумпа криптото. Гледаме тука на weekly, бам, го пумпа нагоре. И тоа гледате го, напумпа тука до 71.6 и имаме resistance level. Нели ваму, и затоа е сега малце пат, ама гледате 70.780. А преска паѓа, баш тоа ќе го видиме на 1 hour или на daily. Тоест не, на 1 hour ќе го видиме, преска паѓа, па сега се пумпа и го ми кажа, слушај, ние може да го темпираме маркетот. Сигурно може да го темпирате со Трамчо. Со Трамчо нема шанси да се вакво. Баш да видиме на daily што се дешава. Гледате на daily, значи лудница. Вчера паѓа, па ваму паѓа, па сега нагоре. И што ви кажам, го, резистанс левелот е тука. И оваа линија добро издржува, значи оваа линија нагоре топе. Значи оваа линија убаво имам направена, што ова ни е некој support левел и не паѓаме испод support левел. Гледате, тука имаме еден fake out, потоа пак се качуваме нагоре. Значи, топ се ме направили линијата, знаеме од прилика кај би се движеле. Баш ме интересира на 1 hour што ќе биде. Гледайте, на 1 hour. Гледайте го ова. Катастрофа. И него ги каже, вика, ќе го темпираш маркетот. Па да, веќе го темпираме, нема проблем. Ќе го темпираме денеска. Вчера се заканува, денеска се заканува и идеме надоле, па мало пумпаме нагоре, па после пак надоле и сега пак пумпаме. И 100% гарантирам дека сега го видиме шортерите, салата ќе бидат тие што го шортаат маркетот. Па ако нека го шортаат. Не знам, баш исто некој ми кажа, слушај, ово сега добро, вика, да се продае, не знам кој беше. Вика да се продае ова, вика, слушај, топ информација. Ако продал, одлично. Немам што да кажам, значи ова манипулации не види и него ќе каже дека ќе се шорта. Напреси пасив инкам и чао, пријатно уживај таму, инвестирај. Чао, ќе се замараш. Гледате овие манипулации не види. Само си го вратам ја на daily. Али луда работа. Значи истите левели мене ми стоат. Значи истите, не си ги местам моментално левелите, затоа што нема
многу некои големи тектонски движења, па да треба да си ги местам овие левели. Сега ова за сега ми е топ. Така да нема што да местам. Да видиме нашиот омилен кој нада. Само нека го лоадира. Хајде, нека се лоадира уште малце. Да видиме што се дешава. Другари, значи моментално сме на weekly. Гледате, последните 2 недели имаме мало пумпање на нашиот омилен коин, ама имаме еден резистанс левел на 0.262 и тој не можеме баш да го поминеме. Ќе видиме докога ќе биде тоа. Ја очекувам пак да има глупости и манипулирање со маркетот, али гледате, 0.26.0 моментално. Ја веќе уште малце нека го одложат уште месец дена, месец и пол, да не се пумпа, да останеме на оваа цена, мислам, за мене ќе биде многу добро. Мене ми се свија. Али како и да е, ајде да идеме да видиме на daily што се дешава, на daily. Гледате, ете, истата манипулација со сите коини. Надоле, па нагоре, катастрофа невидена. Значи следниот левел, како што кажам, 0.26.2. Тој левел ќе видиме дали ќе го пробиеме. Да видиме на hourly. На hourly, гледате, исто како биткоин, гледате, иде надоле, па после иде нагоре, тотални манипулации. Тоа е тоа, гледате, имате некои левели, 0.26, вајде ќе се задржиме. И ја би сакал да падне, значи до овој левел мене ми одговара, све испод 0.25 ми одговара. Многу добро ќе беше, тука ми се задржи левелот, барем уште некој месец дена, ќе беше одлично да биде на овој левел, ама ќе видиме што ќе се дешава. Мислам дека ова ради оваа информација, па сега го пумпаат, па сега го почна многу да го лонграт, па ќе го намалат надоле и тоа е тоа. Нема, мора да се манипулира со цената. Wall Street мора да земе пари. И тоа е тоа. Ајде да го видиме Ethereum, нашиот второ милен коин. Видиме што се дешава. Само нека го лодира. Ајде прво да го видиме на weekly. На една недела што се дешава. Значи, гледате, оне, као што сум ја ставил оваа линија тука, се движиме, значи, не паѓаме испод овој support level. Моментално сме од Fibonacci нагоре. Ќе видиме како ќе затвори оваа недела. Мислам, многу е рано да се збори за ова. Претпоставам ако затвориме, потоа ќе се движиме до овој левел, до 2500. Ако не го затвориме на тоа, би можеле да паднеме на 1900. Ќе видиме, тоа зависно од информациите што ќе се дешава, али јас очекувам да влеземе во оваа реална формација. Мислам, ова не знам кој ќе се дешава, се надевам дека ќе биде за месец, дена, месец и пол. Не ќе многу брзо се деси, затоа што имам некои планови јас лично. И од кој ќе испаднеме вамо, би требало да ја експлодираме нагоре. Тоа зависи, нели, зависи од принтањето на пари. Ќе објаснам малце за принтањето на пари баш на крајот на видео, да ви кажам кога највише се принтаат пари и зошто ствари за ние со портфолио треба, мислам, тоа не е добро, нели, општо за човештвото да има војна, ама за нас би било добро како собственици на асети како крипто. Ајде прво да ги видиме ликвидациите. Bitcoin liquidation, само нека се лоадира. Да видиме што се дешава. Еве се лодираше сега брзо, очигледно сум го поправил во. Еве гледате. Денеска 256 милиони шортери очигледно се ликвидирани, а лонгери 134 милиони. И што сакате, гледате, денеска Трампчо ќе мавал нуклеарка, ќе снемувало народ, он не ќе тоа се деси, ама ако треба ќе се деси, и на крај вие го шортаа маркетот, криптото отиде нагоре, одлично. Ако имаше премногу да го лонгат, крипто ќе идеше надоле. И вика после како ние да го темпираме маркетот, брат, маркетот не се темпира, маркетот, значи, е манипулиран од Wall Street и затоа нема што да се темпира.
Само да видиме и други некои работи. Добро, тука нема. Ова сега висто да видиме нафтата како се движи. Само да најдем сега каде беше нафтата. Имам еден тон отворени работи што ми требаат. BTC, Total, добро, Crypto Total without BTC, злато, US Oil. Еве го. BTC Dominance. Само нека лодира. Гледате, значи, завчера беше тука пораснато, нели, пред 2-3 дена, денеска паѓа. Откога договорија, ова е денеска патија. Ја договори, затоа ќе паѓа сега нафтата. А како ни викаат на нас, ние зголемија, која беше вчера, ние зголемија нафтата и сега ние ќе дремеме недела дена, да почекаме дали она ќе се стабилизира подоле за нашата влада да намали нафтата. Ама, морам да признам, значи, прв пат вака да признам, добри мерки носат, нели, од 110 денари ќе било нафтата, ама поради нивните мерки ќе биде 94 денари. Или 97, или не знам више колку е нафтата. Ова катастрофа. Катастрофа. Мерки носеле, ама мерките некако не им ги бива. Гледате, на денеска е 10% падната нафтата, што значи дека ако кај нас е 97,5 денари, или не знам колку е, 97,5 ние треба да имаме нафта, како ќе му биде? Нафта треба да имаме 87 денари. Или 88. Баш да видам сега колку е ваму скроз падната. Таа нашата нафта ние што купуваме, околу 6% падната. Оваа US Oil, таа е падната 10, нашата е 6. 6%, 6 денари треба да имаме поевтина нафта денеска. Ама они ќе чекаат недела дена, нели? Они се попаметни од маркетот. Па напред секој ден да се поместува цената. И онака идеме само нагоре. И они намалиле 4 денари од акцизата, ама нафтата вика нагоре ќе оди. Па чекај, еве денеска е падната. До душа по они па ќе зголемат акцизата, па ќе ни остане иста цената на нафтата. Па тоа па не го размислив. Паметни се они, паметни. Сега уште еден коин само да видим, само го најдам. Midnight сакам. Ова е исто мој проект вака што го следам сега. Моментално има јаки информации за Midnight, Mainnet излезе. Ако не сте го гледале Чарлс Хоскинсон, треба да го гледате. Кажуваше Mainnet, сега милион работи имплементираат. Имаше позитивни информации во однос на коинот. Сега некој ќе каже, слушај, беше многу висока цената, па падна, па не знам што. Добро, да, испод овој левел се наоѓаме, би требало да го скршиме нагоре овој левел. Реално, јас имам многу големо очекување за Midnight, особено и за заработувачка. Може и никош да не го продам Midnight, затоа што имам многу. Иако имам некоја добра пасивна заработувачка, нема зашто го продам. Али гледате, како и да е, паѓа, па има многу клемови, затоа што сите клемат и сега сакаат да земат пари, па се плашат, па не знам што. Ја, примерно, оваа цена, не ни сакам да продам. На оваа цена, мислам, пак ќе земам големи пари, ама не ми се исплати го продам. Али добро, гледате, 3,17% денеска, малце има растење. Има некои работи малце што, мислам, не да не ми се свиѓаат, ама они си има направено како и ликвидноста и цената зголемот преку Cardano. Али добар, многу добар проект. Значи, партнер чейн на Cardano, така да, ова е одлично. Ево видиме у минатото кога било таа сума. Значи, овдека да земеме го сега. Значи, одличен buy zone овој. Одличен buy zone.
Нормално ја нема купам, јас ја многу. Имаше Scavenger Mining и можеше да се мајни и да си земете и вие. Ја и со Scavenger Mining земав многу. Добро, тоа е во однос на техничките анализи. Сега да видиме ова што се дешава. Гледате, US agrees to 2 weeks ceasefire with Iran. И него ќе каже, слушај, нуклеарка, не знам што она. Еве договори. А баш зборав со пријател еден. Денеска, баш се чувме и овој, брат, да знаеш, вика, нуклеарка ќе фука. Тој слуша пред 3 дена ми кажа, нуклеарка, да знаеш. И сега што правиме што не фукна нуклеарка? Манипулации, манипулации. Манипулации, тоа е. Да видиме некои вести што се деша, што ги имам одвоено. Секој ден што читам, само да се лодираат вестите. Ајде прво од оваа вест. Само нека се лодира. Се лодираше ова. Mar Holdings sells Bitcoin to cut debt and pursue AI pivot. Ајде, брат. Ќе бркаме вакво, а биткоинот сега ќе го продаваме. И вакви информации кои се прочитаат и народот, леле, вика, овие има многу биткоин продаваат, ќе оти да земе ние продаваме. И што ако си продал сега на 67-66 илјади, или колку и да беше нели биткоинот, и сега е на 70, и што правиме сега? Битно, овие продаваат, ова е, брат, плашење. Плашење на народот. Плашење на народот. Use proceed to repurchase convertible debt, cutting the obligation. Не сакам да ги читам вакви вести, ама ми излегуваат и што да правам. Катастрофа. Ќе продава, ќе прави. Ова беше исто јако. UBS halts withdrawals from 469 милиони real estate fund for up to 3 years. Што направиле овие? Значи, ако сте инвестирале, пример, во овој фонд, нели, за real estate, и сега затоа што имаат проблеми, луѓе сакаат, нели, ја продаваат ради целата ситуација, века ќе ти суспендираме, нема withdrawal и чао пријатно. И после замислете ја да инвестирам во некој фонд за real estate. Треба сум ненормален, некој ми замрзна парите, па може сакам да го пренасочам мојот капитал. Еве крипто сакам да земам. И овие ги ти кажа, нема withdrawal, чао пријатно. Катастрофа. Катастрофа, ова баш кој видов оваа информација, уопште не ми се свиѓаше. He suspended withdrawals from its Euroinvest Real Estate Fund for up to 3 years. 3 years, 3 години, човече. Insufficient liquidity, the bank said, as the investor notice seen by Reuters. In this challenging market environment, has taken the decision to suspend redemptions at this time to ensure the protection of all our investors. Значи, они протекции, значи вас да ве заштитат, инвеститори да ги заштитат. И некој ќе ми каже, после друго е подобра инвестиција. Што е добра инвестиција, ама некој мене замрзна парите. Ненормална работа. Said the funds liquid assets were insufficient to meet redemption requests and that any request submitted after March 25 would not be executed. Значи, не знам само која е извадена информација. На 26 март апдейтувана, на 26 март извадена информацијата, до 25, они на 26 ќе ти кажа, не може сега више и withdrawal. Значи, redemption нема толку крај. После ова, после вакви информации, не знам исто BlackRock, знам дека не да Blackstone, знам дека имаше вакви некои информации, и кажете ми после дека има болја инвестиција од крипто. Некој ако ми каже дека има болја инвестиција од крипто, само оваа вест му вадам. Значи, само ова му го вадам и нека чита. Леле, не е нормална работа. Ова сега висто го кажам, тоа што кажам после ќе го збориме. Вика, војната сега лоша, криптото ќе паѓа. Не. Во војна, во Втората светска војна, Америка има испринтано највише пари.
Втора светска војна, значи првото е во короната. Они мора да предизвикаат, значи, криза, глобална криза, рецесија, она, за да ги натераат федерални резерви да мора да принтат пари. И гледате, вамо, да US принтат мора ден 3 трилион. Значи 3 трилиони во 2020. Мислам дека вкупно беше 6 трилиони или 7 трилиони во време на короната. А кога имавме ние bull market? Во короната. Што значи дека сега со војната, они ќе принтат пари, ние ќе имаме bull market. Тоа е тоа. Сега многу ми е жал за тие што не инвестираат, ќе биде јадењето поскапо. Значи ова го зборам, мислам и сега може да има некои поскапување, очекувам да има поскапување, али најголемите поскапувања ќе бидат за 2-3 години. Поскапување на лебот, поскапување на нафтата, поскапување на све, на све живо и диво. Ќе има поскапување и после ќе се жалат луѓе да ма поскапи. Па инвестирај, бе. Инвестирај. Зашо не инвестираш? За да имаш повраток на парите и после да можеш да си пружаш живот како што сакаш. И мене многу ми е жал за луѓе што земат минимална плата. Ама едноставно не ќе да инвестираат. Ма ќе каже со минимална плата не може да се инвестира. Има начин. Има начин ако сакаш. Ама тоа е. Ова ба сега кажам. Ај баш да опишеме на ChatGPT. Баш ChatGPT. Баш ќе му пишам да видиме кога имало најголемо принтање на пари. Баш кога во минатото Америка принтала пари во голема количина. Баш да види. Големата депресија или у 930-та, Втората светска војна, крај на златниот стандард, нели златниот стандард кога го кинуваат принтат пари. Ненормално, затоа имаме инфлација, која некој ќе се чуди, кој ќе каже бе слушај, имаме не инфлација, знаеш ово она како тоа може владата, не е до владата, крај на златниот стандард, тогаш ги имаат пребано со Ричард Никсон народот во Америка највише, потоа сите си прифатиле. Финансиската криза во 2008 година, значи гледате туку 800 милиарди и 2014 година 4,5 трилиони имаат испритано. Во ковид, гледате го, 4 трилиони, 9 трилиони имаат испритано за 3 години. За 3 години. 9 трилиони. И имаме експлозија на Ама сега за тоа цените на лебоце, знам дека беа пред короната 22-3 денари, колку беше 25, сега е 50 денари. Значи ја земете црн леб, дека ја јадам само црн леб, не јадам бел леб. Бел леб само во исклучителни случаеви. И гледате. И сега, значи кој ги пишете за 2 години кој имало најголемо принтање, ќе ви испадне најново, значи 600 ќе го пишува војната во САД и кризата што предизвика САД. Тоест, ќе пишува дека Иран е предизвикале кризата. Ако само така. И тоа што кажам, значи, они највише ќе придат. Во ковид, финансиска криза, 2008 година, одлично. Топ. Значи, Америка за принта пари мора да предизвика криза. Сега нема да вода корона, сега ќе биде војна. Последното принтање може ќе биде корона 2. Ја јако очекував корона да има, дури чудно е да нема. Ја очекував да биде пострашно. Ама изгледа не им успеа. Сега, за тоа, па војна ќе предизвикаат, па на друг начин да се компензира тоа. Да се вратиме на вестите. Hashdex ETF expand to 7 crypto assets. ETF со 7 крипто асети. Гледате. ADA и Link ги доставаат. Of multi-asset allocation based on the original BTC ETH XRP Sol и XLM. Значи на овие ги додаваат и ADA и Link. Мене ми се свиѓа. Јас имам ADA, почнувам сега да го следам и Chainlink и мислам дека во следното кој ќе го формира моето следно портфолио ќе имам дели Chainlink. Моментално немам Chainlink, ама прилично добра технологија вака како што гледам и како што читам. И гледате, овој додава ADA. Па по ова треба да биде јасно кој не треба да се купуваат.
Што ви кажам. И треба да се следат нормално информации non-stop. Ова беше интересно. It seems that Bitcoin mining company Riot platform sold another 500 BTC. Ова напред први. И сега не го вика за ебанција. И па на блокчейн, они продавале биткоинче. На блокчейн може да се провери. И шо прави на народот? Народот гледа, леле, овие продадоа 500 биткоини, оно кој има 0,01 биткоини, тој ги си го прода и после ќе си го земе за поскапо. Као денеска што се пумпа. Катастрофа не вида. Така се залажува народ. Да отвориме другите. Само видиме. Another exchange hit by 270 million hack suspends withdrawal. И некој ќе каже, вика, бе, слушај, безбедно е, DeFi ќе правиш. Еве, гледате, ова значи од 270 милиони, значи ја експлоатирале медовешицата. Гледате, Drift Protocol appears to have been exploited with over 270 милиони assets suspicious transfer to wallet. И тоа работеле, мислам дека на хаков беше околу година дена работеле на себе ова, за да можат уствари да направат, да претвараат, да... Не знам како беше точно хакот, го читав пред некој ден. Само да видиме. The hacker has deposited Binance Exchange purchase the protocol unusual activity, but didn't confirm the hacking incident. Drift fell sharply following the incident, reflecting broader Run protocol security and potential liquidity impact. И вика после DeFi, они забрали withdrawal, па добро, од кој ви украли 270 милиони, што ви правам? Само да видиме, the second largest. И тоа на што вика? На Solana. Тоа е тоа. Само видиме што се дешава on chain, scale estimates, добро, 270 милиони. Само видиме. Team posted an urgent announcement of Nix, confirming that slow deposit. Добро. И паднал Drift токенот. Епа, нормално. Не знам што беше точно, мислам дека пишуваш у некоја информација, само не можам да најдам како беше. Ево, Drift Protocol exploited. Само да видам што си имаше десено точно. Знам дека некој токен формирале, па нешто... Деца на would represent has taken. Добро. Weapons Pro. Еве, within an hour of the attack beginning, the attacker systematically drained the vast majority of the risk. By withdrawing access for multiple protocol balls. Compromise on the private keys. Ги компрометирал приватните ключови на администраторот. И му дале привилегиран аксес за да инициира вземање пари. Па очигледно голем баг некој. Сега како ги компрометирал, тоа не пишува. Клучевите, али шом ги компрометирал, може да си собере бајаги. Волте трафли time additional. И гледате токенот, затоа што вајда тие што го држале токенот и почнале го продаваат од 550 милиони на 250 милиони паднал. Катастрофа. Нормално, они ќе ги најдат тие stolen funds, ама многу лошо. Многу лошо ова кажува. Замисли, да си чувал ти таму, да си правел, и овој ќе ти исцица ликвидноста и едноставно твојот токен, пример, токените што ги имаш тие го вредат 10.000 евра, ќе ти вредат 500 евра. Уствари, ја исцицал ликвидноста на токени. Таргет е 3 core volts, значи волтовите кај што е ликвидноста, ги исцицал со компрометирање на првите клучеви.
Како ги компрометирал тие клучеви, не знам како. Али ваму нешто читав дека од 2025 уствари ова е работено, правено, се испитувало, се правило, на крај овакво ги нападнал. Јонмовија, Норд Корејан, како се викаше таа, Лазарус групата, па тие биле, не знам што. Абе, која не заштитуваат и не испитувате, тоа е. Шо абрам, јас по ова што гледам, сите програмери што програмираат, што прават се најнезаштитени. Катастрофа невидена. Пуште вака да те isцицаат на блокчейн, значи блокчейнот е тотална нула. Тотална нула. Идеме на друго. Еве, гледате, Charles Schwab to launch spot Bitcoin and Ethereum trading. И што треба ви каже ова, ќе пропаднало Биткоин и Ethereum ќе пропаднало. Чарлс Шваб бе, ало. За тие што не знаете, Чарлс Шваб организира World Economic Forum, кај што се договараат како да не ебаваат обичниот народ. Катастрофа невидена. И некој ќе каже, Биткоин и Ethereum ќе пропаднале. Да му скршиш главата. Зашо Чарлс Шваб са announced crypto accounts are coming soon. Значи крипто акаунти, они прават луѓето на најако. И ова исто имаше едно, ова е нешто сакале да го направат оние фосети, не знам дали знаете што се фосети. Порано можеше да отидеш на фосет, да решиш кепча и да ти дадат 5 биткоини. И овој што е Джек Дорси, мислам дека беше на ова главен, сега нешто ќе прави со Square, па не знам, ако се регистрираш на нивниот акаунт, ако кликнеш ваму, Resolve the captcha и треба, мислам, дека акаунт ли или да истредаш ли, како беше. Pay with Bitcoin at Square sellers get 25% BTC. Уствари нешто ти продаваат, мислам дека беше хардверски волет ти продаваат, ама ќе добиеш $25 у биткоин. И добро, што ако добијам, они го рекламираат, демек фосет, ама ќе давале до $1 милион на ова. Ама никој не каже дека ти треба да купиш па ти дадат како повраток. Ама сакале нешто да прават, тој Джек Дорси не го обожавам многу. И ради тоа и не сум ни направил ништо. Со ова ли имаше го рекламира, знам, BTC Day, не знам што ќе биде јако. За мене не е јака информација. Дур не ми дадат без пари, за мене не е јако. Тоа е, другари, 33 минути. Тоа се информациите. Ајде, па на следните видеа ќе гледам со камера, на овие видеа без камера. Тоа е за оваа видео. Ама имам оправдание, нема го кажам тоа оправдание. И секако сите што сте се пријавиле на академијата, значи само да отворам академијата на другиот монитор. Сите што си имате пријавено за академијата, да знаете, утре, најкасно задутре, ќе ви пратам договор да си го прочитате и нормално се потпише од ваша и од наша страна заедно со Даниел. Еве, гледате. Обуката, може да ви кажам, што имам спремно за вас, тоа мислам дека 99,9% у светот не го знаат. Ама ја го знам, така да имам спремно бајаги материјали што ќе се учи и што ќе се прави на оваа обука. Така да тие што се немате пријавено, да се пријавите и ќе биде многу јако. И договорот е многу јако склопен. И за ваша заштита и за наша заштита. Така да, тоа е, дечки, девојки, се слушаме во некој наредно видео.